Почитувана министерке за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска, почитувана ректорке на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Билјана Ангелова, почитуван декан на Факултетот за градежништво и животна средина од Рускиот универзитет во Бохум, Германија, професор доктор Марк Вихерн, почитуван професор доктор Питер Марк од истиот факултет од Германија, а од денес и почесен професор на нашиот универзитет, почитувани проректорки, почитувани директори на јавните предпријатија и градежни компании, почитувани професори, почитувани студенти, дами и господа. Добре дојдовте на Градежниот факултет Скопје, кој заедно со нашиот Универзитет Свети Кирил и Методи оваа година го прославува својот 76-ти роден ден. Добре дојдовте во целосно реновираниот амфитеатар на факултетот, чие реновирање покрај од сопствени средства беше финансиски помогнато од страна на ректоратот, од страна на Министерството за образование и наука и она што во оваа прилика сакам посебно да го истакнам, само иницијативно од страна на Градежниот институт Македонија, кој како општествено одговорна компанија по повод 50 години од своето основање издвои сериозен износ средства за целосна изведба на влезните партии и катедарскиот дел од амфитеатарот. Воедно сакам да им се заблагодарам и на многуте други компании, како Адинг, Титан Усје, Гранит, Кнауф, SMS Construction, Евро Консалтинг, Торакс, Крин производство, Инет и така натаму, кои несебично ни излегоа пресред при обемното реновирање на факултетската зграда, преземено со единствена цел – подобрување на условите за студирање и престој на нашите студенти. Ве молам, на сите нив, како и на нашите драги пријатели и соборци, проектантите професорот Митко Хаџипулја и асистент Дарко Драгановски од Архитектонскиот факултет, кои со своето знаење, љубов и посветеност ни помогнаа да достигнеме високи стандарди при осмислување на просторот, да им се заблагодариме со еден искрен аплауз. Ви благодарам. Почитувани магистри и дипломци, денес е ден кога се искачувате на едно ново, повисоко ниво во вашиот животен Мајнкрафт. На ниво исполнето со поинакви, поголеми и поодговорни предизвици и искушенија. На ниво на кој ве очекуваат успеси, но секако и по некој неизбежен пат. На ниво на кој започнувате со градење на нов свет со помош на најмоćното човеково оружје, знаењето. Знаењето кое треба постојано да се проширува и надоградува. Без престан, без исклучок, без оправдување. Зашто воспротивно, слично како и во дигиталната игра, моќта ќе започне да ви опаѓа, оставајќи ве безпомошно заглавени и професионално поразени на некое од пониските животни скалила. Денес е голем ден. За вас, за вашите блиски, за нас. Бидете горди на себе и на безвременската творечка струка која што сте ја избрале. На струката која зад себе остава долговечни дела, вредно наследство за потомците. На струката која состава бесмртност, која е огледало на нашиот цивилизацијски развој, на нашето знаење, посветеност, но и на нашата љубов, кон неа, кон обкружувањето, кон татковината, кон нас самите. Радувајте му се на творењето, бидете духовно исполнети. Духовното, а не материјалното богатство е она што не прави вистински среќни. Без разлика што живееме во еден крајно изматериализиран, алчен и изопачен свет, кој вешто и подло се обидува да не увери во спротивното. Но, обсесивната трка по материјално богатство е однапред изгубена работа. Таа е своевиден бескрајен и исцрпувачки маратон, кој неретко наместо со задоволство завршува со поразителна празнина и депресивност. Градејќи нови мостови, брани, патишта, железници, градете го трпеливо и својот дом, своето огниште. Не оставајте испразнети места зад себе, недодоместливи празнини кои се пополнуваат со еди кои си. Потребни сте и на Македонија, многу потребни. Затоа таа, односно ние, повозрастните, треба да најдеме начин како да ве задржиме,
Како да дојдеме до поквалитетно и поефикасно образование, до подобри воспитувачи, учители, наставници и професори, до посовремени училишта и факултети, како да создадеме подобри услови за студирање и за живот воопшто, како да го заштитиме и развиваме домашното градежништво, како да изградиме подобро општество за сите. Тоа е нималку лесна задача, но неопходно ни е потребна. И дозволете ми накрај, во име на вработените на Градежниот факултет и во свое лично име, да ви честитам на постигнатото и воедно да ви посакам плодна професионална кариера и многу среќа во животот. Постојано имајте на ум дека вратите на факултетот секогаш ќе ви бидат ширум отворени. Благодарам. Кога гледам амфитеаторов, ми е жал што не сум студент, искрено да ви кажам. Ја поканувам ректорката, професор доктор Билјана Ангелова, да ви се обрати. Повелете. Почитувана професор доктор Весна Јаневска, министер за образование и наука на Република Македонија, почитуван декан на Градежниот факултет, професор доктор Горан Марковски, почитувани продекани, почитувани декани, почитувани професори, почитуван професор доктор Питер Марк, почесниот професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, почитуван декан на Градежниот факултет од Бохум, почитувани дипломирани инженери од Градежниот факултет. Денешниот ден представува символ на успех, на исполнување на соништата и почеток на едно ново и возбудливо поглавје. Денес сте овде како дипломирани инженери, луѓе кои избраа да ја градат иднината и буквално и метафорички. Градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје има богата традиција, длабоко втемелена во развојот на нашата земја. Преку генерации инженери, факултетот не само што градел објекти, туку и карактери, луѓе со знаење, со одговорност и со интегритет. Денес, вие станувате дел од таа традиција на која сите ние сме горди. Во овие години, поминати во амфитеатрите, лабораториите или на терен, научивте многу, но не само формули и статички пресметки, туку и трпение, тимска работа и решителност. Научивте како се гради нешто цврсто од темел, со посветеност и со визија. Токму тие вредности се најцврстата арматура на секој инженер. Денес не е обичен ден. Денес славиме еден завршен пат и уште поважен почеток. Од денес сте не само академски оформени личности, туку и носители на една важна улога во општеството, улогата на оние што го градат светот околу нас. Градежништвото од секогаш било повеќе од професија, тоа е повик. Да бидеш градежен инженер, значи да имаш знаење, одговорност и визија. За 20 години на труд, но пред се за вас се предизвиците на новото време. Светот денес се соочува со потреба од одржлив развој, од безбедна и еколошка инфраструктура, од иновации и решенија што ги надминуваат традиционалните граници. Вашето знаење стекнато на овој факултет е ваша основа. Запомнете, градењето не е само дело на раци и мисла, тоа е и дело на срце. Градете со страст, со совест, со љубов кон луѓето. Вашата кариера може би почнува денес, но вашето влијание ќе трае со децении. Македонија има потреба од вас, од вашите идеи, од вашето знаење и од вашата храброст. Одржливи градби, отпорни инфраструктури, урбанистичко планирање, иновации, предизвиците се бројни, но и можностите се големи. Државата отпочна нов инвестициски циклус во кој градежните инженери ќе бидат носечка сила на тие проекти. Вие сте капацитетот со кој нашата земја ќе влезе во реализација на тие проекти. Денес не ја завршувате само вашата академска етапа, денес го поставувате темелот на својот професионален живот. Бидете горди на тоа што го постигнавте, но и свесни за одговорноста што ќе ја носите. Ке има денови на предизвици, но запознамете. Вие сте инженери од Градежниот факултет при УКИМ. Тоа ве обрзува, но и ве издвојува од другите. Во оваа прилика, посебна благодарност сакам да упатам до професорите, кои со посветеност ви го пренесоа своето знаење и ве учеа на одговорност, на дисциплина и достоинство.
И секако голема благодарност и до вашите семејства, кои се и ваша најголема поддршка во секој ваш чекор и во сите ваши битки. Уште еднаш, нека ви е честито, знаењето со кое што се стекнавте, дипломите кои што денес ги добивте, со среќа и успех во секој ваш нареден чекор. Ви благодарам. Благодарам, ректорке, на убавите зборови. Сега со задоволство ја поканувам министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска, да ви се обрати. Повелете, министер. Добар ден. Почитувана ректорка, професор доктор Билјана Ангелова, почитуван декан на Градежниот факултет, професор доктор Горан Марковски, почитуван декан, почитуван наш нов колега, почитувани продекани, почитувани професори, почитувани студенти, роднини, пријатели и почитувани присутни, дами и господа, посебна чест ми е да ги поздравам магистранците и додипломските студенти на најстарата и најзначајна научно-истражувачка установа во Македонија од областа на градежништвото, геодезијата и геотехниката. За дипломците изминативе години беа период на учење, градење пријателства, стекнување нови искуства и растење во личности со вредности и самодоверба. Верувам дека дипломите што ги заслуживте ќе ви донесат успех во работата и воопшто во животот. Би сакала за добар дел од вас овие дипломи да бидат основа за идно академско и професионално усовршување. На дипломците знаењето и учењето не завршува тука, секако за оние што ќе се определат за тоа. Зошто? Затоа што вие сте најдоброто што оваа земја го има и од вашите знаења, умења и работи зависи напредокот на сите нас. Да бидете оние кои градат добри патишта, стабилни мостови и безбедни згради, да бидете цврста потпора на иднината на Македонија во делот на градежништвото. Со знаењето кое го имате и со младоста, светот е предизвик за вас. Предпоставувам дали ќе заминете, иако не би сакала да биде така. Но оние што сакате сепак да останете, сакам да ви кажам дека најдобро е да си свој на своето, да ја градиш својата држава и со својот ангажман да ја направиш поубаво место за живење, како за вас, така и за сите нас. Колку ќе биде поголема бројката на млади што размислуваат на овој начин, толку и Македонија ќе биде попросперитетна. Затоа се надевам дека оние што размислуваат дека својот иден живот можат да го најдат некаде надвор од својата статковина е сведен на минимум. Како Министерство работиме за да ви помогнеме во текот на студиите да стекнете што поквалитетни знаења. Во оваа насока се промените во делот на регулативата, одвојувањето повеќе средства за наука, реформите со работката со студентските здруженија, подобрувањето на студентскиот стандард. Но клучни се вашиот труд и желба за знаење. И затоа за овој успех што го постигнавте имаат удел и вашите родители, но секако и вашите професори. На крај, сепак најзаслужни сте вие самите. И вие можете и треба да бидете заслужни за подобра иднина на оваа земја. Почитувани, градежните инженери од овој факултет се покажаа како добро стручно способени лица и се добро прифатени во македонското, но и светското градежништво. На градежниот факултет му посакувам и натаму да ги задржи и надгради академското рамниште и да продолжи со обштествено одговорни ангажмани, како што и учеството во довршување на зградите на Факултетот за физичка култура и финки во Скопје, за што им благодарам на професорите предводени од деканот Марковски. И ви благодарам, професоре. И ви благодарам на сите вас кои што учествувате во оваа активност. А вам, дипломци и постдипломци, ви посакувам среќа во совладувањето на следните предизвици кои во животот секако ќе ги имате, но јас сум длабоко убедена дека ќе успеете да ги надминете. Ви благодарам многу.
Благодарам на министерката за пораките кои што ги испрати, за благодарност упатена кон нашиот факултет. Верувам дека и ние, и генерациите после нас ќе ги оправдаат очекувањата. Сега го повикувам деканот на Факултетот за градежништво и животна средина од РУП Универзитетот во Бохум, професорот Марк Вихерн, да се обрати и да каже неколку збора. Please, професор Вихерн, say something for our students. Инаку само за ВОВЕТ, градежниот факултет има изворена повеќе децениска соработка со овој факултет од Германија. Многумина ваши веќе професори, асистенти таму магистрирале и докторирале, и оваа соработка стои отворена и понатаму за сите оние што се заинтересирани да продолжат во полето на научните истражувања. Please. Yes, thank you very much for your kind introduction. First, I would like to say it's totally improvised, so I have no speech prepared. But I would like to say welcome, Minister, welcome, Rector, welcome, Vice Rector, and welcome, Mr. Dean. So I'm very happy to say a few words to you, professors and students. Most important things of all at the moment is, of course, congratulate you for finishing your studies. I think you've done a great work. You have worked hard and intensive and finished successfully. So big congratulations on finishing your studies. If you look in the future, I'm very sure you will have a great future, because the work that civil engineers do is very important for society. And in future you will work on probably new materials that you use in civil engineering, or you will work on reuse of structures and buildings, and you will work on energy problem, and you will work on greenhouse gases and their reduction. You will work on water, maybe water issues to clean our rivers. You will work on artificial intelligence. So there are a lot of interesting topics that you can work on. So you will have a good future. So if I may say, if you're getting older, and now I'm 57, and you won't believe how fast time is passing, then use your time, work hard, take your free time also, and I wish you a good job, good family life, and prospective future, happy life, and all the best. Okay, and if you like, if you like one day to visit foreign countries, that's probably a good idea, and you're also welcome to use the good and long-lasting cooperation with University of Bochum, and you're also very welcome to visit us there and study there. So all the best, good luck for the future. Thank you very much. Thank you very much. Very good for improvisation, so I can imagine how it will be if you are prepared. I would like to invite Professor Peter Mark to say a few words to you, because Professor was here in the first class 3 years ago when we start with our Dean mandate. So please, you're our professors now, so please say a few words to our candidates. Thank you very much, Minister, Magnificence, Vice Rectors, Deans, representatives of the faculty, and especially students. It's your day today. I'm very honored. I'm not prepared. That's a good time. If you're not prepared, it shortens the speech. What can I say to you? This is an important day for you.
enjoy this day and have a good start into your job. It's an important job. When I was young as you and started civil engineer, I wanted to build something. I never knew that I was responsible for the most share of CO2 emissions, for resource efficiency and so on. So all of a sudden I recognized that unfortunately we have a strong responsibility. So it's an important job, and it's also important for the mankind, not for the world, for mankind, that you find solutions for the future. I wish you all the best for this. Celebrate this day, and as our Dean already told you, you're kindly invited to join Bochum University. It's not far, and maybe you're part of our cooperation in the future. Thank you very much, and thank you very much for listening. Thank you, професор Марк. Сега преминуваме на доделување на наградените студенти. Па ќе го замолам продеканот за настава, професор Коце Тодоров, да продолжи со церемонијата. Повеликоце. Ви благодарам, декане. Почнувајќи од 2003 година, тоа се 22 години наназад, инженерската институција на Македонија ги припознава најдобар дипломираните и магистрирани студенти и ги наградува со еминентното признание инженерски прстен. Сега ја повикувам председателката на Комората на овластени инженери и овластени архитекти, магистар Кристинка Чулак, да го промовира годинашниот добитник на признанието инженерски прстен од нашиот факултет. Повелете. Добар ден, почитувана министерке, почитувана ректорке, почитувани високи гости, професори од странство, почитувани проректорки, почитувани декани, продекани, почитувани професори, драги колеги инженери, ценети гости. Ми представува особена чест и задоволство денес да ве поздравам во името на членовите на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, во името на инженерската институција на Македонија и нејзиниот председател доктор Андреј Лепавцов и во свое лично име. Задоволството е уште поголемо што во годината кога славиме 105 години инженерство, славењето на младешкото инженерство веќе преминува во институција. Престижната награда, која што веќе влезе во својата трета деценија на постоење и доделување, инженерски прстен, за доделување на најдобрите студенти на инженерските факултети, оваа година ќе слави веќе 23 години постоење. Оваа година Градежниот факултет одлучи за најдобар студент во периодот од 24 година, април 24 до април 25 година, да го прогласи Марко Ѓоргиевски. Денес ми представува особена чест и задоволство оваа награда да ја доделам на Марко во името на двете институции, да му посегам здравје, среќа и успех како на приватен, така и на професионален план. Честитам. Воедно да ги пренесам честитките и до сите вас, драги колеги, кои што денес го заокружувате до дипломскиот или постдипломскиот циклус во своето академско образование, да ви посакам среќа и успех исто на сите вас и да ви ја пренесам пораката од Комората дека ве очекуваме да се придружите со останатите искусни колеги рамо до рамо, да се справувате со предизвиците на инженерската професија, поместувајќи ги границите на просечното. Воедно им честитам на вашите професори кои што во овој ваш циклус од вашето образование со безрезервна и родителска поддршка ве водеа на овој пат. Ви благодарам уште еднаш и честитки до сите.
Благодарам, председателке. Со цел да се поттикне творештвото, креативноста и развојот на научната мисла кај младите магистари на технички науки, како и да се истакнат постигнатите резултати па и заработка на магистарскиот труд, Градежниот факултет во Скопје во соработка со наши реномирани компании од стопанството до секоја година доделува признанија за најдобар изработен и одбранет магистарски труд од повеќе области од делот на градежништвото, геодезијата и геотехничкото инженерство. Првото признание што ќе го доделиме денес е за најдобар изработен и одбранет магистарски труд од областа на конструктивното инженерство. Признанието го доделува градежното предпријатие Гранит АД од Скопје. Ке го повикам сега генералниот директор на Гранит, господинот Зоран Милковски, да го врачи признанието. Добитник на признанието е колешката Магдалена Банчотова за магистарскиот труд со наслов Споредба на стандардизирани постапки за еквивалентно статичко представување на дејството од ветар за витка армирано-бетонска индустријска кула. И честитаме. Дипломата е доказ дека магистарскиот е одбранет. Следното признание е од областа на транспортната инфраструктура. Добитник на признанието за оваа година е колешката Кристина Ицкоска за магистарскиот труд со наслов Влијание на ширината на сообраќајните ленти врз безбедноста на пешачкиот и велосипедскиот сообраќај во урбана средина. Признанието го доделува Прима инженеринг до Скопје и ќе го повикам представникот на Прима инженеринг Бојана Огненовска, технички директор, да го врачи признанието. Од областа на хидротехничкото инженерство, добитник на признание за најдобар изработен и одбранет магистарски труд во учебната 2024-2025 година е колешката Александра Русческа за магистарскиот труд со наслов Определување на оперативна политика за упајвување со едноакумулационен хидросистем. Признанието ќе го додели Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија Скопје. Го повикувам генералниот извршен директор, магистар Филип Филиповски, да го врачи признанието. Од областа на геодезијата, најдобар магистарски труд за учебната 2024-2025 година е прегласена Магдалена Поповска за магистарскиот труд со наслов Геодетски мерења и анализи при санација на трајни попарични деформации на коловозни конструкции. Ја повикувам колешката Милена Несторовска Димитарова, член на управниот одбор на Комората на трговци поединци, овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, да го врачи признанието на Магдалена. Повелете, Милена. Ке го повикаме Марко Ѓорđиевски уште еднаш да дојде, затоа што тој е добитник на признанието за најдобар магистарски труд од областа на градежните материјали. Наслов на магистарскиот труд е анализа на влијанието на минералните додатоци врз својствата на самозастарувачкиот бетон. Признанието ќе го додели
Никола Изунов од Адинг АД Скопје. Може. И на крај, за најдобар одбаренет магистарски труд од областа на геотехничкото инженерство е преогласен трудот на колешката Весна Настова со наслов Ажуарирање на техничките услови за земјени работи кај сообраќајната инфраструктура. Признанието ќе го додели Градежниот институт Македонија, АД Скопје. Го повикувам господинот Михо Јаневски, председател на управниот одбор на компанијата, да го врачи признанието и ќе го замолам господинот Јаневски во име на сите доделувачи на признанија да се обајти и да ги поздрави нашите дипломирани студенти. Благодарам за можноста да се обратам. Почитувана министерка за образование, почитувана ректорка на универзитетот, почитуван декане на Градежен факултет, почитуван декане од универзитетот во Бохум, добре дојдовте новиот професор на Градежниот факултет, почитувани колеги, пријатели, драги гости, со голема чест и задоволство ви се обраќам во името на нашата компанија Градежен институт Македонија, која оваа година го одбележува значајниот јубилеј 50 години од основањето. Во сите овие години со посветеност и професионализам учествуваше во развојот и градењето на градежната индустрија во нашата земја и пошироко во регионот. Половина век постоење е резултат на многу труд, иновации и партнерства. А ГИМ, како докажана општествено одговорна компанија, со цел да придонесе во подобрувањето на условите за образование на идните инженери, донираше во реновирањето и модернизацијата токму на овој амфитеатар. Оваа донација ГИМ ја препознава и како благодарност кон Градежниот факултет, како наш голем партнер и соработник кој сите овие години наназад учествуваше во нашиот развој, а истовремено сме убедени дека ова е инвестирање на нашата сопствена иднина како консументи на нашите идни инженери. Со оваа донација ветуваме дека ќе продолжиме да вложуваме во знаење, иновации и креирање нови вредности. Нека овој амфитеатар биде место каде ќе се раѓаат нови идеи, каде ќе се учи, каде ќе се инспирираат идните градители и лидери во градежништвото. За крај ќе си земам слобода да се обратам во име на сите компании кои доделуваат признанија за најдобрите магистерски трудови, со искрени честитки и желби за понатамошен успех на новите магистри, но и на новите инженери кои оваа година дипломираа. Многу успех и благодарам. Ке кажам само дека изминатата година, тоест од 1.4.2024 до 31.3.2025, на факултетот магистарија вкупно 123, тројца магистари од областите на конструктивно инженерство, транспортна инфраструктура, хидротехничко инженерство, геотехничко, геодезија и менеджмент на недвижности. И имаме скоро дупло помалце дипломирани инженери, односно 57 вкупно. Од нив 20 се момчиња, 37 се девојчиња, што значи бројот на девојки кои што дипломирале во изминатата година е скоро двојно поголем. Магистрите се тука некаден, 64 девојчиња, 59 момчиња.
Во овие мигови, исполнети со гордост и емоции, ги испраќаме нашите дипломирани и магистрирани студенти со наискрени честитки и нескриени желби за нивен понатамошен, личен и професионален растеж. Секоја подадена рака, секоја насмевка и добиена диплома е сведоштво за годините на посветеност, вложениот труд и стекнатото знаење. На Градежниот факултет Скопје, образовниот темел на нивната иднина. Овие дипломи не се само документ, тие се и символ на лична зрелост, свесност за одговорноста на професијата, како и потврда за остварената способност за менување на светот. Денес, овие завршени студенти заминуваат како инженери, визионери и идни лидери, а веќе утре истите тие ќе стојат гордо исправени покрај своите мостови, патишта, згради, тунели, брани и инфраструктура која го обликува нашето секојдневие. А за идните студенти пораката е јасна. Бидете мудри, изберете факултет каде знаењето никогаш и никаде не губи од својата вредност. Изберете го Градежниот факултет Скопје, место каде секој студент прераснува во творец на големи нешта. Учете со срце, со посветеност, со визија, со љубов. Љубете го она што денес го учите, а утре ќе го работите. Оставајте зад себе конкретни дела, дела кои вечно ќе говорат за вас, дела кои ќе ве направат вечни. Бидете дел од нашето градителско семејство. Изградете ја овде својата иднина.